Една деценија немаат имотни листови за становите, а сега ќе ја плаќаат и казната за инвеститорот. Вкупно 30 сопственици на станови во зграда во центарот на Скопје треба дополнително да платат секој по 2400 евра за комуналии, што не ги платила фирмата Лем Инженеринг. Тоа е епилогот од децениската голгота, почната уште во 2004 година, но и символичката слика на урбанистичкиот хаос во Скопје. Цели 13 години по изградбата, станарите во зграда во центарот на Скопје не може да добијат имотни листови за становите што ги купиле. По долгогодишната голгота со инвеститорот и преписките со град Скопје и со општина Центар, сега имаат шанса да ги легализираат становите, но само ако секој од нив плати по 2400 евра за комуналиите, што не ги платил инвеститорот на објектот, фирмата Лем Инженеринг. Приказната почнала во 2004 година. Тогаш оваа фирма почнала да ја гради зградата 18Б на улицата Козара. Градена е со пари на станарите како со инвеститори и на земјиште на 5 поранешни сопственици на објект што бил урнат. Се вселиле една година подоцна. Тогаш почнале проблемите. Александар Ефремов е поранешен сопственик на земјиштето. Посочува низа проблеми со зградата. Најголемиот е што и по толку години објектот уште не е впишан во катастарот. Зградата е 2 пати рушена горните спратови. Инвеститорот на местото кај што требаше прави подруми, не направи подруми, на местото кај што требаше да има гаража, направи станови и тие станови ги издави и од нив зема пари. 15 години јас живеам, не знам каде живеам, секој може да дојде да ми ја сруши зградава, да ми изврка од станот. Не сум свој на своето. Со законски промени од 2011 година, државата овозможи да се легализираат становите во колективни згради. Станарите на Козар 18Б секој поединечно почнале да поднесуваат барање за легализација. Постапката се влечела уште 6 години, до март годинава. Според станарите, изградени се 300 квадратни метри повеќе од првичниот проект. Соломонското решение на град Скопје е неплатените квадрати да се поделат линеарно. Има 30 сопственици на станови, секој да плати комуналии за по 10 квадратни метри. За општина Центар, 1 квадрат е 120 евра, со казната е 240 евра комуналии за квадратен метар. Значи, во тој период, овој објект се смета како дивоградба и сега се уште нелегализираните делови се сметаат како дивоградба, бидејќи станарите со договорите за здружување на средства, сопствениците на станови, не можат да се представат во правниот промет како сопственици на станови во зграда за колективно становање. Што значи тоа? Значи дека своите станови не можат да ги продаваат, подаруваат, да ги стават под хипотека или на било кој друг начин да располагаат со нив. Значи во овој случај се казнети сопствениците на станови со чии средства се изградени тие станови, а не самиот инвеститор, односно фирмата од која што се купени становите. За фирмата Лем Инженеринг податоците се штури. Формирана во 1991 година, гради индивидуални куќи и стамбени згради. Адресата е во населба Црниче. Интернет страницата не функционира, но фирмата им е добро позната на службите во општина Центар како проблематичен инвеститор. Од искуството што овдека го имаме со нив, имаат неколку објекти такви изградени и со сите објекти имаат проблеми. Голем дел, некои од објектите каде што треба да во секој проект мора да има соодветен број на паркинг простори. Тие паркинг просторите ги имаат наменето во станови. Се разбира дека таа ситуација е од некаде од 2000 година навака, но тука и општината требала да обрне внимание на таквите состојби, да се спречат, дали постапувале службите за инспекција во општината, дали градоначалниците по тоа постапувале, не можам да ви кажам, тоа веќе не е во мојот домен на работење, но секако дека ваквите работи, доколку совесно се работело, можело да се спречат. Проблеми со легализација на становите има и во други објекти на Лем Инженеринг. Таква е зградата 36 на Теодоси Гологанов во центарот на Скопје. За зградата 29 на Иван Милутиновиќ, на истиот инвеститор, во општината не е доставена потполна документација. Емил Лучков, еден од газдите на Лем Инженеринг, во телефонски разговор се пожали дека не може да ги наплати побарувањата за да плати комуналии за зградата на Козара. Станарите оттаму го рекетирале, а општините му ги шутирале предметите. Одби средба.
Тој тврди дека поднел елаборант за цела зграда да добие имотен лист и дека сам ќе ги плати комуналиите. Според него, станарите брзаат, бараат врски во општина, па кога ќе го добијат решението, за 2 недели треба да го платат. Рече дека не ги тера да плаќаат и дека тој ќе им дал чист имотен лист. Од град Скопје потврдија дека сопственици на становите на Козара 18Б покренале постапка за легализација. При тоа јасно им било посочено дека се плаќа и казната за инвеститорот. Станарите се информирани за начинот на правењето на пресметките за легализацијата на просторот. Некои дури ја имаат спроведено целата постапка. Секторот за планирање постојано е во контакт со сите странки што поднеле барање до општините и им стои на располагање за објаснување на постапките се до потпишувањето на записниците за висината на надоместокот што треба да го платат, велат од градот. Низ цело Скопје има проблеми со легализација на станови во зградите, што подлежат на законот за постапување со бесправно изградени објекти. Тоа се згради што своевремено не биле урнати како дивоградби, добиле одобрение за градење, но несовесните инвеститори направиле одстапки од тие проекти и како такви не можело да бидат запишани во катастарот.